Почитувани граѓани, почитувани медиуми, поминаа 24 часа од објавата на скандалот која тресе јавноста. А ВМРО-ДПМН е молк, ниту збор, ниту објаснување, ниту демант. Зошто молчите, господине Мицкоски? Македонија заслужува одговори. СДСМ вчера објави документарни информации дека фирмата Слатировски консалтинг, собственост на сопругата на началникот на СВР Штип, кој Мицкоски 4 месеци го штитеше, а долгодишниот е истиот тој донатор на ВМРО-ДПМН. Покрај компанијата донирала и самата сопруга на Слатировски сериозни суми во 2020, 2021 и 2024 година. Истата таа фирма, според нашите сознанија, може би водела фиктивно сметководство за фирмите поврзани со дискотеката Пулс. Постои сериозен сомнеш дека покрај неа биле исплаќени паушали за полициска заштита на локалите кои биле оставени без контрола, меѓу кои Пулс, каде животот го загубија 62 деца. И уште потежок е сомнежот дали токму тие пари од поземјето завршувале во кампањите на ВМРО-ДПМН. Прашуваме јавно уште еднаш, дали Слатировски консалтинг, собственоста на сопругата на началникот на СВР Штип, служела како фирма параван за прибирање на рекет од локалите, кои биле изоставени од контролата на полицијата, како што бил примерот исто со дискотеката Пулс. Дали ова компанија водела фиктивно сметководство за компаниите Classic Doyle, MMM Doyle, кои управувале со дискотеката Пулс на газдата Деко? Дали со трансфер од Деко на Слатировски консалтинг Дойл од Делчево се исплаќале договорениот паушал за полициска заштита на Пулс? Дали Слатировски консалтинг Дойл била вмешана и во скандалот Делчевски ниви, кој магично исчезна од судските процеси? Конечно, дали овие пари од Деко завршувале за финансирање на кампањите на ВМРО-ДПМН? Дали Мицкоски ќе излезе да го признае она што всушност е јавна тајна? И за крај, уште еднаш, го предупредуваме Мицкоски да тргне партиски канџи од обвинителството и судството. Нема да ги заштитите своите и да скршите вистината, затоа што ја знаеме целата. Истрагата покажува директна врска меѓу трагедијата во Пулс и највисокото раководство на ВМРО-ДПМН и ќе ги објавиме сите податоци од прв до последен. Ви благодарам.